Па практично тие барем засега од оние информации што ги добивме се единствените инциденти, два одделни во кои што вкупно 3 лица го загубија животот, а 2 беа повредени и двата инциденти се поврзуваат со референдумот. Меѓутоа, она што вечерва е најважно овдека во Турција дека пред околу 2 часа референдумот и официјално заврши. Затворени се сите избирачки места во Турција. Од оние првични неофицијални информации што успеаме да ги добиеме дека овој референдум помина релативно мирно, можам да кажам, освен овие жртви, имајќи предвид дека 55 милиони турци денеска имаа право да гласаат, имаше и голема известност. Според први овие неофицијални резултати, околу 83,7% од турците го искористиле своето право на глас. Пристигнуваат и оние првични неофицијални резултати од преброени 1/5 или околу 19% од гласовите. Води Ердоган или неговата идеја за овие уставни измени, односно 62,93% од граѓаните, зборувам од овие 90% обработени податоци, гласале за, додека 37,07% гласале против. Ова е, барем сега како што се движат аните резултатите, е дури поголем процент на граѓаните гласаат за, имајќи предвид дека анкетите покажуваат дека само 53% од турците рекоа дека ќе гласат за овој референдум, меѓутоа како што кажав, овие бројки и проценти се менуваат час в час, така што на секој буквално неколку минути се обновуваат. Ова се, да речеме, последните. Овдека медиумите кажа дека првите целосни неофицијални резултати ќе можеме да ги очекуваме во текот на ноќта, меѓутоа за официјалните секако ќе треба да почекаме до утре и сутрина. Уште и утринава и председателот Реджеп Тајип Ердоган го даде својот глас, гласеше на овој референдум, пошто даде изјава за јавност и за медиумите, можеме сега да ја погледнеме. Овој референдум е за нов владеачки систем во Турција, избор за промена и транзиција. При овој избор, ако Бог сака, верувам дека народот ќе одлучи да отвори пат кон многу побрз развој. Се надевам дека кога избирачките места ќе бидат затворени и гласовите ќе бидат избројани, Турција ќе зачекори кон иднината, правејќи го очекуваниот избор. Верувам дека моите луѓе имаат здрав разум и дека ќе продолжат кампањата што досега спроведовме и дека ќе зачекорат кон иднината со здрав разум. Анита, кажи ти во најавата ова навистен историски ден за Турција се менува Уставот, донесен 1983 година, поуспешниот воен удар од 1980 година, е практично прва промена на Уставот и тоа не мала, се менуваат 18 амандмани, што практично Турската република од парламентарна демократија ќе има председателски систем, меѓутоа парламентот се уште нели ќе си функционира, меѓутоа се зголемува бројот на пратенички места од 250, сега турскиот парламент има 300 пратеници. Они од интересни информации што успеавме да ги добиеме дека од овие 65 милиони турци кои што имаат право на глас, дури 1 милион се граѓани кои практично првпат излегуваат на гласање, односно се лица кои што пред малку практично наполниле 18 години. Како и да е, ние остануваме овдека во Истанбул на плоштадот Султан Ахмет, ќе прошитаме низ другите поголеми плоштади во Турција, имајќи предвид дека ако вака продолжат да се одвиваат резултатите, ако со вака голема предност најверојатно ќе победи Ердоган, се претпоставува дека ќе има и славија, меѓутоа и се зголемува и опасноста нели од разни напади. Имавме таков пред некој ден, турската полиција и завчера имаат уапси неколку припадници на Исламска држава, 5 на број кои што подготвувале терористички напад токму за денеска. Безбедноста во градот е на највисоко можно ниво, има огромен број полицајци, сегде патрулираат, има и борбени возила, полициски возила. Се чини дека барем за сега, освен овие инциденти за кои што говорев, турската полиција за сега држи ситуацијата под контрола. Како ќе помине вечерта и како ќе помине утрешниот ден, ние сме секако тука за да навреме да информираме.